Благодарам, почитувам председач со комисијата, Дејан Чевтимов, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани земјоделци во Република Македонија. Се наоѓаме во едно специфично време, кога не само Република Македонија, туку и светот е погоден од повеќе настани кои венуваат светската јавност. Покрај другото, тоа е и нарушениот пазар со храна. Во такви услови, најмалку што можевме да очекуваме е тоа дека во политиката за земјоделство и производство на храна ќе дојдат во собранието еден сет на закони кои ќе значат надминување на тековните состојби и проблематики во тековната 2022 година, затоа што реално гледаме дека цените на храната вртоглаво растат, а имавме и ситуација каде што одредени продукти едноставно се случи да ги снема во продавниците. Таков беше случајот со маслото за јадење. Меѓутоа, тоа што загрижува е дека истото сценарио може да се повтори и со многу други производи. Затоа политиката на владата, помогната од парламентот, помогната од сите субјекти кои се занимаваат со оваа проблематика, според мене и мојот длабоко убедување требаше да биде насочено во решавање на проблемите токму сега. Мерките кои ги носи владата, во секој случај, секоја мерка што е поддршка за земјоделците е за поздравување, и секој закон што ќе дојде во собранието на Република Македонија и е во насока на поддршка на земјоделците, без разлика на состојбата, ние ќе го поддржиме. Значи, уште на самиот почеток на активната блокада на собранието, ние рековме дека се она што е во интерес на земјоделците, на граѓаните на Република Македонија, на нивниот стандард, нити подразно не помислуваме да го кочиме, туку напротив, сакаме да дадеме свој допринос да тоа час поскоро стигне на вистинското место. За жал, немаме вистински мерки за надминување на проблемите во секторот земјоделство, иако знаеме дека тие проблеми се напластувани со години наназад. Меѓутоа, ваквата состојба со аграрот и со производството на храна мораше малку да добие многу повисоко место во политичката хиерархија, односно во решавањето на политичките приоритети. Затоа што на краишта решавањето на приоритетите е тоа што можеме ние како политичари да го допринесеме во одреден момент со вистински мерки да реагираме на состојбите. Да не должам повеќе, ќе се навратам на законот. Законот е добронамерен. Има повеќе одредби кои се во насока на подигање на стандардот на земјоделците, меѓутоа, како и многу други закони, никако крајната цел, овие законски решенија да допрат до земјоделците, никако да стигнат навреме. Го потенцирам тоа да стигнат навреме. Мораме да бидеме честни и да кажеме дека овој закон ќе важи од 2023 година. Значи, сите овие мерки, или барем поголем дел од нив, не се однесуваат на тековната година. Зошто го потенцирам ова? Затоа што во медиумите од политичките партии на власт можевме да слушнеме многу пресконференции дека со кочењето на овој закон ние во суштина како опозиција ги кочиме субвенциите, што воопшто не соодействува со реалноста во оваа проблематика. Значи, субвенциите се регулирани со закон и доколку владата има средства или евентуално нема средства, мора да се најдат средства во овие кризни моменти, субвенциите да бидат целосно исплатени. Затоа што, ако сакаме да произведеме килограм повеќе храна, мораме да бидеме на страната на земјоделците
и тоа што го имаат за земање од државата да им го исплатиме. Значи, не постои никаква пречка од страна на собранието, од страна на опозицијата, од страна на парламентот, тие субвенции да се исплатат за тековната година, тоа што е доспеано, и за жал, тоа што се провлекува како неисплатени субвенции од претходни години, а ги имаме такви случаеви, да биде час поскоро исплатено. На тој начин, покрај другите мерки што треба да ги предвидиме како политика, тоа ќе беше еден мал инпут во решавањето на актуелната состојба. Цело време ќе го потенцирам тоа. Решавањето на актуелната состојба е повеќе од неопходно. Затоа што ако дозволиме кризата во аграрот да се продлабочи, верувајте, и овие добри мерки во 2023 година можат да бидат со намалено значење, затоа што во ваква ситуација, кога цените вртоглаво растат, прецен на бензините, на ѓубривото, на многу репроматеријали, на механизација и така натаму, ако ја испуштиме 2022 година, од една страна кризна, од друга страна не реагираме соодветно и благовремено, тогаш 2023 година, место да имаме позитивен инпут од овој закон, ние можеби ќе имаме многу помалку земјоделци кои би ги користеле овие бенефити. Затоа го поздравуваме законот, лично јас ќе го гласам законот, меѓутоа скренувам внимание на тоа дека мораме законот да го прилагодиме или законите да ги прилагодиме во моментот. Во моментот да најдеме решение за проблемите кои се итекако напластени. Што е тоа што лично на мене ми смета во овој закон и во претходните закони кои се однесуваат на земјоделието во однос на оваа проблематика земјоделство и рурален развој? Ми прече еден момент што и досега имавме закон кој регулира субвенции, меѓутоа тие каснеа. По ваков или по онаков ослов. Никаде во законот не регулираме одговорност за благовремено исплаќање на субвенциите. Го пропуштаме и овој момент и со оваа допуна на законот да тоа го регулираме. Едноставно да биде законска обврска вистински да се исплатат субвенциите, барем за тие што ги исполнуваат условите. Знаеме дека имаме проблеми со буџетот, фискалната политика си го прави своето и така натаму, некојаш одредени застои се јавуваат и во административниот дел и така натаму и така натаму. Меѓутоа, по мојот длабоко убедување, ако во законите интервенираме со законски одредби, одговорност за благовремено исплаќање на субвенциите, тогаш многу по-реално очекуваме дека истите ќе бидат благовремено исплатени. Вака останува повторно во можност системот од оправдани и од неоправдани причини да и овој закон се донесе вака како што го предлагаме, иако важи за 2023 година и во 2023 година да се најдеме во ситуација, ако нема пари, да не се исплатат авансно субвенциите. Сега зборувам хипотетички, меѓутоа, ако веќе тоа ни се случува години наназад, и ако тоа сме го утврдиле, тогаш едноставно треба да најдеме механизам да тоа не се случува во иднина. Затоа што прилагодувањето на овие мерки кои значат подршка на земјоделците, значат и планирање на самите земјоделци. Едноставно, тие очекуваат благовремено да ги добијат субвенциите. Ке очекуваат, можеби некој беше и во заблуда дека за ова година ќе добијат одредени авансни исплати. Меѓутоа тоа нема да се случи, нели? Веќе и годината си одминува и веќе ја затвараме 21-ва, 6 месец. Крајен рок за да се исплатат сите субвенции за 21-ва и претходни за останати субвенции. Меѓутоа, зборот ми е, земјоделците мора да имаат предвидливост
во своето работење. Ако веќе со овој закон, веќе сме на чисто и кажуваме дека може да очекуваат ономо каде што субвенциите се исплаќаат по површина, авансно исплата на 30% од субвенциите, за тој што 3 години во континуитет докажува дека работи одредена земјоделска култура, дека ќе добие субвенции најкасно 90 дена откако ќе аплицира. Тоа е за поздравување. Меѓутоа, го немаме механизмот кој го немаме во сегашното законско решение. Што ако нема пари, што ако другите министерства едноставно со ребаланс или со политика на владата сметат дека другите приоритети се поважни. И повторно нема пари за земјоделците. Значи, повторно не решаваме едно клучно прашање, а тоа е благовремено и целосно исплаќање на субвенциите. Законот спомнавме, меѓутоа ќе се осврнам и на тоа. Таа одредба дека земјоделците треба да имаат исчистено сите обврски према државата за да можат да бидат корисници на субвенции, 5-6 години уназад ја пролонгираме. Значи, нешто ако го правиме 6 пати, зативикаме дека ова не чини и дека секоја година правиме интервенција во законот и викаме ќе важи за до година, ќе важи за до година и исклучуваме тековната година, тоа го правиме и со овој закон. Значи, иако некои земјоделци било каква причина, често пати банална причина, немаат минимално, да речем, исплатено некоја давачка према државата, не можат да користат субвенции. И тие вршат притиск и врз политиката, и врз Министерството за земјоделие, и сосема рационално е да очекуваме дека се ствара нервоза. Значи, ако констатираме дека не функционира, треба да го измениме. Дали ќе се вратиме на старото решение? Преку субвенциите да може да се компензираат тие трошоци. Дали проблемот директно ќе го префрлиме на УЈП? Да не биде регулирано со законот за земјоделство, едноставно доверителните односи да си ги регулира управата за јавни приходи или соодветните институции, ние мораме да најдеме решение. Значи, нездраво е како политичари да се занимаваме со проблем кој 6 години не можеме да го решиме и повторно го решаваме само за 1 година и тоа пролонгираме. Едноставно треба да се најде решение малце прохрабро или да се откажеме од проблемот или да најдеме начин законски тоа да се искомпензира со субвенциите. Искрено ми смета можност да ова го решиме. Околу нафтата имам дилема. Во законот стои дека ќе се субвенционира 100%. Од кога ќе важи ова мерка? Ова мерка може да важи од денес. Затоа што едноставно живееме во кризна година, нафтата им е итекако потребна на земјоделците, итекако треба да ги субвенционираме. Ова е таа година клучна, дали земјоделците ќе опстојат или не. Да не се доведеме во заблуда дека многу сме и помогнале со дополнителните мерки на земјоделците. Точно е, им помагаме во делот за ѓубривата. Меѓутоа, не се тоа вишок пари за земјоделците. Тоа се пари само за да опстојат, да купат ѓубриво и да ги наѓубрат соодветно земјоделските површини. Затоа што цената рипна вратоглаво. Не се тоа пари кои ќе бидат инпут во зголемено производство, туку да го одржиме производството на некој ниво кое сме го имале. Реално ни се потребни сериозни реформи во секторот земјоделство, колку и пати да го отвараме и да гасиме пожари во Законот за земјоделство и рурален развој, ние некако сме заковани за некое дно од кое земјоделците не можат да излезат и да реално барем тоа што можеме да го произведеме како храна, да го произведеме. Да бидам искрен. Еве една чиста сугестија кон пратениците кон владата. Малку похрабро во земјоделието.
Ако треба, дозволете си оваа година и јавно-приватно партнерство. Можеме да произведеме храна. Не се доволни само субвенциите. Верувајте, многу лоша година, ако ги следиме светските берзи и тоа што пишува по светските медиуми, кои се занимаваат со ова проблематика, ни следува. Уште еден апел Министерството, сериозно ве замолувам, ви укажувам, набавете жито. За месец-два ќе снема жито во светскиот пазар. Тоа што ги премостивме овие 2-3 месеца до жетвата, не се доволни. Снема жито на светскиот пазар. Ке немаме лемно брашно. Едноставно резервирајте, одете, најдете решение. Колку можеме да произведеме, максимално откупете го тоа што е произведено, дополнително обезбедете. Имаме многу лоша година, треба да ја премостиме. Ворете ова што е помош за 2023 година. До тогаш ќе се случат многу работи, ќе се случат и избори, ќе победи тој што ќе победи, ќе имаме нова политика во земјоделството, меѓутоа да не ја изгубиме 2023 година, 2022 година. Благодарам. Ви благодарам. Следна за збор е колешката Лолита Ристова. Повели. Благодарам, почитуван заменик председател. Почитувани колеги пратеници, колешки, мене ми представува навистина задоволство што имам можност накратко да дадам едно